или вистина, дали кафето навистина го дехидрира телото? Кафето, еден од најчесто консумираните пијалоци, со децении го следи репутацијата на тивок крадец на вода, пијалок што наводно го суши телото и ја поттикнува дехидрацијата. Овој мит се темели на фактот дека кофеинот има диуретично дејство, односно го зголемува создавањето урина. Што велат научните истражувања? Научните истражувања од последните 2 децении се едногласни. Кафето, кога се консумира во умерени количини, не предизвикува дехидрација кај здрави луѓе. Толеранција. Иако кофеинот има благ диуретичен ефект, тој е значително помал кај лицата кои редовно пијат кафе, бидејќи телото развива толеранција. Компензација. Кафето во најголем дел е составено од вода. Тоа значи дека течноста што се внесува со кафето во голема мера ја компензира течноста што евентуално се губи преку зголеменото мокрење. Заклучок на студиите. Контролирани клинички испитувања покажуваат дека нема значајна разлика во нивото на хидратација, електролитна рамнотежа или крвна плазма меѓу луѓето што пијат кафе и оние што пијат вода. Препораки од ЕФСА. Европската агенција за безбедност на храна заклучува дека внес до околу 400 мг кофеин дневно, што одговара на 3 до 4 шолии кафе, се смета за безбеден за повеќето возрастни лица и не е поврзан со ризик од дехидрација. Кога сепак треба да се внимава? Иако кафето само по себе не е проблем, екстремна количина кофеин, особено кај луѓе кои не се навикнати на него, може да доведе до почеста урина и непријатност. Во такви случаи, важно е да се внимава на целокупниот внес на течности. Препораките секогаш треба да бидат индивидуализирани за лица со одредени здравствени состојби или зголемена чувствителност на кофеин. Клучот е во умереноста. Торта без печење со бисквити, ореви и чоколадо, брз и кремаст десерт. Доколку ви е потребен брз и кремаст десерт, обавезно пробајте ја оваа вкусна торта. Не бара печење и ќе ви треба не повеќе од половина час за да ја подготвите. Состојки: 2 пати по 200 грама крем во прав за шлак, 2 пати по 300 мл вода или минерална вода млеко, 2 пати по 180 грама павлака, 2 пати по 50 грама шеќер во прав, 600 грама мелени бисквити, 200 грама мелени ореви, 100 грама темно чоколадо, 80 грама млечно чоколадо, 1 лажица масло. За декорација, шлак и мелени ореви. Подготовка. Растопување на чоколадо. Прво, растопете ги двете чоколади со 1 лажица масло и оставете ги накратко да се изладат. Подготовка на првиот слој бисквити. Матете 200 грама шлак со 300 мл вода или млеко минерална вода, додека не добиете цврст шлак. Додадете 180 грама павлака и 50 грама шеќер во прав. Добро матете и постепено додајте 600 грама мелени бисквити. Смесата треба да биде поцврста. Формирање на основата. Префрлете ја смесата во калап со диаметар од 24 см и израмнете ја. Подготовка на вториот слој чоколадо и ореви. Изматете 200 грама шлак со 300 мл вода. Додадете 180 грама павлака, 50 грама шеќер во прав и 200 грама мелени ореви. Кратко измешајте. Додадете го растопеното чоколадо и повторно добро измешајте се. Финален слој. Прелите ја оваа смеса врз првиот слој и измазнете ја. Ладење. Тортата треба да се олади најмалку 1,5 до 2 часа, а потоа нежно извадете ја од калапот. Сервирање. Можете да ја јадете веднаш или да ја декорирате со шлак и сечкани ореви.